Добро вечер. Веќе неколку часа трае акцијата на МВР во поранешната фабрика Охис во врска со 5 тони марихуана, што минатата недела беа запленети во соседна Србија. И во овие вести го вклучуваме Јорданчо Цветановски од таму. Јорданчо, има ли некаква најава од МВР во врска со акцијата и каква е ситуацијата на терен? Така е, Тања. Ситуацијата на терен од време на време е раздвижена. Можеме да забележиме од време на време неколку автомобили на МВР влегуваат, излегуваат. Лица од МВР исто така тука и од Царинската управа се во близина, влегуваат и излегуваат, меѓутоа како што ни соопшти од МВР, акцијата ќе трае најдоцна во ноќта, како што соопштија. Од таму кажаа дека преземаат секакви координирани активности во соработка со обвинителствата, со цел јавноста да биде информирана и се надеваат дека во текот можеби на утрешниот ден ќе добиеме некакви повеќе информации. Инаку, Тања, ние сме тука речиси 4 часа, некаде околу 17 часот дојде околу 20 возила на МВР, на Царинската управа, влегоа внатре во фабриката Охис и вршат нивни претреси и испитувања во врска со, како што каже и ти, марихуаната која беше запленета во Србија, за која што се тврдеше дека поминала преку Македонија. Тања, тоа се за сега сите детали кои можам да ги соопштам во ова наше последно информативно издание. Се надеваме дека во текот на утрешниот ден ќе имаме повеќе информација од ресорното министерство. Студио. Ти благодарам, Јорданчо. Повикот за пожарот во дискотеката Пулс го добивме некаде околу 2 часот и 35 минути кога стигнавме таму. Од вратата се гледаше густ чад. Не гледавме пламен, само се трудевме да ги извлечеме децата. Ова беа дел од исказите изнесени на рочиштето за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани од пожарникарите, кои кобната вечер се бореле со огнената стихија. Во своите сведоштва детално опишуваа каква била состојбата надвор пред дискотеката, но и внатре, каде најголем дел од децата биле заглавени. Покрај пожарникарите сведочеа и 2 повредени во пожарот. Тие пред судот кажаа дека билети за влез купиле од билетарата на дискотеката и притоа за тоа не им била издадена фискална сметка. И 2 кажаа дека настрадале од стампедото кое настанало при излезот од вратата. Пред рочиштето пак дел од родителите на загинатите деца обвинија дека се врши притисок врз сведоците. Мислам дека имаме уште 2 до 3 години да почекаме за уставните измени, порача професорот Ферит Мухич во вечерашното само интервју. Според него аргументот со признавање на македонското малцинство во Бугарија е на наша страна и треба да го искористиме. Да не прекинуваме прерано со еден, така да кажам, потез кој е предефанзивен, да не кажам попуштање, него се уште да се држи цврсто. Не попуштаме и нема да попуштиме. Уште 1, 2, 3 години да ги видиме до кај ќе туркат и да се прифати сега. Само многу ќе ни се влошат работите натаму, бидејќи попушташ после долг притисок и прифаќаш она што не сака да го прифатиш. Ако воопшто се прифати, не сме да се прифати без измени и безусловно. Ние се уште имаме тука адути. Тие уште не го признават македонското малцинство таму. Тие се уште не сакаат да слушнат, не да го признаваат, тука не сакаат да слушнат. Па ја не сакам да разговарам додека не го поставиме врз билатерална основа, реципрочна. Прифати го моето малцинство. Апсолутно не, ама мојот устав е таков. Смени го уставот ти. Ке имаме можност да почнеме циклус средби со представници на земјите членки на Европската Унија и на овој начин можеме поблиску да ги доближиме активностите, што како влада ги правиме, а се поврзани со реформската агенда. Истакнал премиерот Христијан Мицкоски на денешниот брифинг за реформската агенда со амбасадорите на земјите членки на Европската Унија. Како што соопшти од владината пресслужба, тој посочил дека некои од реформите се реализираат, но други од објективни причини нема да се реализираат и за тоа се известени представниците на меѓународната заедница. На состанокот Мицкоски порачал и дека годинава нема да има избори, бидејќи владата е фокусирана на исполнување на реформите и воведување ред во државата.
Лидерот на СДСМ Венко Филипче вели дека решение за деблокада на македонските евроинтеграции гледа во резолуцијата за црвени линии. Неговата порака доаѓа откако евроамбасадорот Рокас за Канал 5 повтори дека позицијата на Унијата е јасна. Јане Сивоска. Прилично сум сигурен дека ќе дојде време во кое што ќе бидеме среќни што сме го имале францускиот предлог на маса и ќе ни биде жал што не сме го прифатиле, смета лидерот на СДСМ Венко Филипче. Според него ниту се спроведуваат реформи, ниту се прават потребните чекори да се фати возот за ЕУ, а власта намерно ја изолира државата. Прашан каде СДСМ и тој го гледаат излезот за евроинтеграциите, ако власта останува против уставни измени под овие услови, а ЕУ од друга страна останува на веќе договореното со францускиот предлог. Филипче вели решението е во резолуцијата за црвени линии, која СДСМ ја достави до сите партии, но досега ниту една не ја прифати. Тоа што граѓаните во 11% само ги прифаќаат уставните измени, за мене е еден од сигналите дека навистина се информирани во огромен процент, за жал, од центри за информација кои што шират лажни вести. Тоа беше нашиот предлог. А да се обединиме и да кажеме зашто доколку понатамо во текот на преговори се соочиме со некои непринципиелни барања, тогаш ние имаме консензус дека за јазикот, идентитетот, културата, историјата не преговараме, тоа се заеднички црвени линии. Евроамбасадорот Михалис Рокас во интервју за Канал 5 вчера јасно порача дека ставот на ЕУ е јасен и ако се исполнат преземените обврски, Унијата е подготвена за брз почеток на преговорите со Македонија. Рокас вели дека ЕУ е свесна за разочарувањата на македонските граѓани на патот кон членство, но и дека Брисел останува сигурен партнер за земјата. I always have a tremendous respect to the positions of the Prime Minister. But the EU has a position. EU position is very clear. It has already adopted a negotiating framework and Council conclusions unanimously, all member states, in 2022. So, if these commitments are fulfilled, the EU is ready to start negotiating very fast. We are ready for that, and I think we should not wait any longer. We need to do this critical step to move forward. Основата за градење доверба меѓу Скопје и Софија, евроамбасадорот ја гледа во билатералниот ангажман од двете страни и кажа дека ЕУ ќе ја поддржи секоја иницијатива за соработка меѓу Македонија и Бугарија. Како добар пример за соработка го спомена Коридорот 8 и заедничкото потпишување на договорот за изградба на тунелот на граничната железница. Ги завршуваме вестите, имајте убава вечер.